Добре дојдовте во уште едно издание на Спорт Плюс. Гостим во студиото на Охрид Ньюс Пепи Джигеровски, новиот тренер на градскиот фудбалски клуб Охрид. Добре дојде. Добре најдов. Добре дојде и во фудбалскиот клуб Охрид и посака, иако ситуацијата не е розова. Таков е животот во фудбалот. Некогаш сме во ситуација да гледаме розови екипи, некогаш гледаме некои ситуации кај што е малце потемна ситуацијата, меѓутоа во овој момент како карактер и како особа сакам предизвик, го љубам предизвикот и љубам да завршам работата за што сум поставен. Ова е шок терапија, промена на тренер на половина од првиот дел од сезоната во фудбалскиот клуб Охрид, која доаѓа по 5 порази во низа, по стартната победа на Охрид. Веројатно е сериозно различна самодовербата кај фудбалерите. Што е она што можевте да го видите во овие неколку дена колку сте на чело на фудбалскиот клуб Охрид и кој во моментов е приоритет според вас, на што треба се работи во оваа мини пауза поради обврските на репрезентацијата, која веројатно и добре дојде? Во овој момент најдобра работа е што има пауза од 2 недели за работа и тука ставам акцент на запознавањето на мене со екипата, иако голем дел од играчите ги познавам, меѓутоа тоа е едно е да ги познаваш, друго е блиску да работаш со нив, така да сакам да ги видам нивните карактери, како ќе ја креваме нивната самодоверба, како ќе градиме нешто што се викат тим. Раздрмани сме малу и ова ситуација ќе ни дојде добро, овие 2 недели ќе ни дојдат добро, да поработаме, да се опуштиме, да се дружиме малце, да тренираме малце по-квалитетно ако ни давете условите за тоа. И во секој случај мислам дека мора да работиме многу на враќање на самодовербата и враќање на онај Охрид кој што беше во ланското првенство и кој што вистински со Бочевски постигна прекрасен резултат. Како фудбалер бевте секогаш оптимист и борец, таков сте и како тренер, ве краси таа одлика. Што може да очекуваме од вас и од Охрид во наредниот период по паузата? Ви кажав дека сакам предизвик. Затоа и дојдов во Охрид. Го знам распоредот кој што му следи на Охрид. И знам бодовната состојба која што има Охрид. Ги знам сите екипи во лигата, пошто во нејзе сум веќе 6-та година. Она што сакам да ви кажам е дека го сакам предизвикот да се борам и можам да ветам премногу работа со фудбалскиот тим. На крај, таа работа треба да даде резултат за кој што сите заедно се трудиме и на крај крајава го очекува цела спортска јавност во Охрид. Значи, ви кажувам дека од првиот ден нудам многу работа. Состојбата на табелата на сите ни е јасна, во моментов Охрид е на дното со 3 освоени бода, но не треба тоа многу да демотивира, иако состојбата е сериозна, како што сами ја спомнавте, затоа што 7 екипи се во 7 бода. Тоа се екипите во вториот дел, така наречен од табелата, пред нив се 4 тима, односно трите водечки тима, Сиденц, Кораб и Воска. Тоа значи дека не е ништо загубено. Па мислам дека првенството е во една почетна фаза, кај што се измешаа картите на еден неприроден начин, односно екипите кои што беа во горниот дел во прошлото првенство, како Охрид, Велешта и Гостивар, денеска се на дното на ова. Тоа кажува за една претерана сериозност на екипите кои што влегоа во лигата и на екипите кои што сакаат да се во горниот дел на табелата. Затоа Охрид мора да е сериозен, мора да е стабилен, мора да е сигурен за да може да се бори за горниот дел на табелата. Морат
да се создадат услови за тимот да има нагорна линија. Ова нека е некоја како почеток, како почетна брзина која што ќе ни isfrли во тој прво во средниот, па потоа и во горниот дел на табелата. Вие ветивте многу работа, што е тоа што го очекувате од фудбалерите, од играчите во престојниот период? Да ви кажам, од играчите во престојниот период очекувам да се стабилизираат, да ја вратат самодовербата, многу силно да почнат да работат, а она што го гледам во текот на овие 2-3 дена, гледам дека дечките сакаат да работат. Треба таа почетна енергија позитивна што сакаат да ја работат, да ја претвориме во бодови, да ја претвориме во позитива и на самата табела. Она што ви предстои на 16 октомври по репрезентативната пауза е гостување во Скопје против Вардар. Шлак на торта. За тоа ние цело време работаме. Вардар е предизвик на секоја екипа. Вардар е предизвик на секое семејство во Македонија. Вардар е предизвик на секој противник. Истото треба да е ние и нас. Подобар мотив за да почнеме, да земаме бодој, да победуваме, да се вратиме, да вратиме самодоверба, не постои од Вардар. Екипата сама треба да е мотивирана, не треба да се трошат зборови, муабети и време за мотивација, затоа што Вардар е вистински најголемиот мотив во Македонија. Веројатно ќе идете чекор по чекор и сосема за крај прашање дали на овој ГФК Охрид му се потребни засилувања или не? Апсолутно му се потребни засилувања на Охрид и тоа на неколку позиции. Охрид мора да чекори од ден на ден напред, а тоа значи дека секој мора да ги исполни поставените задачи и секој мора да добија соодветна конкуренција за да биде што подобар. Мислам дека Охрид мора да се појачат во наредниот период. Джигеровски ви посакувам многу успех и овој предизвик да ви биде успешен, како и многу други во минатото и се надевам дека ќе успеете и ќе имате успешна приказна со Охрид ова и во наредните сезони. Фала многу, па се гледаме во нови емисии. Да, се надевам. А вам почитувани ви благодарам на вниманието.